Проблемот со бездомните куќиња во Струга ескалира до таа мера што според тврдењата од Сдруженијето за заштита на животни Animal Voice, градоначалникот Мерко на вчера одржаниот состанок изјавил дека сам ќе ги спотепал куќињата. Во ситуација кога не се добројуваат луѓето кои секојдневно се жртви на глутниците куќиња, од Animal Voice тврдат дека се потрудиле да најдат заедничко решение, но како што стои на нивниот Facebook профил, по кратка дискусија биле избркани. Градоначалникот директно и отворено ни кажа дека тој лично ќе излезе на улица и ќе ги убива куќињата. Дека тој досега ќе ги иструел, ама не можел да најде отров, пошто веднаш поднесовме пријава во СВР Струга. За веродостојноста на ваквите тврдења се обидовме да стапиме во контакт со Мерко, но тој не одговори на пораките. Инаку, меѓу другите, на состанокот бил присутен и директорот на Струшкото јавно комунално предпријатие, кој отворено кажал дека со буџет од само 600.000 денари не може да го решат проблемот со куќињата. Тоа биле премала сума на пари за третман на над 1000 бездомни куќиња кои секојдневно се множат. Маката да биде уште поголема, лицата жртви на куќињата скитници одат по болници низ градовите каде што може да ја примат потребната вакцина, оти најчесто ги нема не само во Охридската и Струшката, туку и во другите болници во внатрешноста. Има болести кои се префрлаат од животните на луѓето, што е било опасно пестено и други работи, не зборам сега. Значи имаме паразитски болести, што никој не ги спомнуваат овдека, а најголем проблем е пестеното. Значи секој куќе што ќе касне човек може да добие пестено после 6 месеци до 3 години, няма. Ако во првите 24 сата не прими серум, човекот нема кој да спаси. И додека во знак на револт Сдруженијата за заштита на животните утре пред владата ќе одржат протест поради убиството и нерешавањето на проблемот со бездомните куќиња, кои ги има не само во сите градови во внатрешноста на земјава, туку врие и во метрополата, надлежните никаде ги нема. Нема реакција од Министерството за животна средина, нити од Агенцијата за храна и ветеринарство, а уште помалку од општините, каде најчесто надлежноста за бездомните куќиња советите ја имаат префрлено на јавните комунални предпријатија, за да се избегне обештетување на граѓаните кои ги тужат општините.